Македонските земјоделски производи ќе го освојуваат украинскиот пазар. Министерот за земјоделство Аријанит Хоџа најави дека ќе подпишат договор за слободна трговија на најмалку 5 земјоделски производи во интервју за телевизија Сител. Ние како министерство имаме постојани контакти со земјите каде што се партнери во делот на пласманот на земјоделските производи. Генерално тоа што веќе се работи со години, ние сега сме во финална фаза, односно пред подпишување на договор за слободна трговија со Република Украина, каде што најмалку 5 производи земјоделски ќе добијат нула царинска стапка при извоз од нашата држава во Украина, односно при увоз во Украина. Така да тоа е дополнителен нов пазар, нов предизвик, каде што е поздравено од самите и земјоделци и тие што работат во делот на откупот. Хоџа додаде дека во насока на изнаоѓање нови пазари за пласман, како и за јакнување на постојните, се одржаа и редовните денови на македонска храна во Букурешт, Романија, каде настапуваше македонската фудбалска репрезентација. И генерално ние почнавме една постапка што беше отпочнато реално од кабинетот на премиерот, така наречената спортска дипломатија, каде што во Букурешт минатата недела ние за прв пат искористивме можноста за Евро 2020 да направиме и еден вид на представување на земјоделските производи и производите од храна на нашите произведувачи тука во Букурешт, и мислам дека резултатите се позитивни. Веќе се поставени контакти меѓу коморите и самите компании и мислам дека тоа е чекор напред во делот на изнаоѓање на нови пазари, а работиме тековно со подпишување на меморандуми за соработка со други држави и воспоставување на директни комуникации да отвориме пазари каде што нормално ќе бидеме и во делот на цените поконкурентни, но и во делот на количините што може да ги снабдуваме. Од ресорното министерство велат дека со земите партнери работат на создавање услови за поголем пласман на земјоделските производи.